Во понеделникот Британија обезбеди уште еден пакет помош за Украина, овој пат ракети за противвоздушна одбрана и беспилотни летала со дострел, само 2 дена откако Германија го објави својот најголем пакет воена помош за Украина од почетокот на инвазијата. Но додека сојузниците помагаат да се зајакне Украина пред очекуваната контраофанзива, заменик генералниот секретар на НАТО ја предупредува Кина да не го прави истото за Русија, која според него светот ја гледа како јасен агресор во војната во Украина. We have not seen yet signs of China. Се уште не сме виделе знаци дека Кина испорачува воено оружје за да ја помогне на Русија, но знаеме дека се водат дискусии. Ова ќе биде многу сериозна одлука на Кина, што ќе влијае не само на нивниот однос со нас, туку на угледот на Кина и остатокот од светот. По зимата без промени, властите велат дека Украина сега спроведува операции за подготовка пред планираниот напад. Гледаме флуидна ситуација долж линијата на фронтот. Имаме индиции за одреден територијален напредок од украинска страна, на западот од Бахмут, но знаеме дека Украина има капацитет за да започне последователна контраофанзива, но знаеме дека Русија има капацитет да изведе значителен отпор. Војните експерти веруваат дека војната во Украина се повеќе ќе ги спротивставува квантитетот и квалитетот во наредните месеци. Русите ќе се фокусираат, ќе треба да се фокусираат на квантитет, поголем број на регрути и мобилизирани луѓе кои не се добро обучени. Постар материјал, но поголем број. Украинците се фокусираат на квалитет со западните системи за оружје и западна обука. Тоа е голема разлика. Но врховниот командант на НАТО за Европа вели дека иако Украина сериозно ги деградирала руските копнени сили, воздушните, морските и сајбер силите на Москва во голема мерка се недопрени. Во другите домени деградацијата беше многу помалку забележлива. Заменик секретарот на НАТО за гласот на Америка изјави дека алијансата останува посветена на Украина. Првата работа е да ја помогнеме на Украина за да ја победува војна. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека Киев има за цел да ја врати целата украинска територија и ветува дека нема да ја напаѓа руската територија.